Добар ден, почитувани, во уште едно издание на нашиот подкаст Универзум. Остануваме на тема образование, но денеска ќе зборуваме малку и за спортот. Мој денешен соговорник е доцент доктор Дејан Недев, доцент на Универзитет Скопје, но јавноста најмногу го препознава како наш успешен каратист, можам да кажам слободно еден од најдобрите каратисти во Македонија. Дејан, ти благодарам што си дел од нашиот подкаст Универзум. Благодарам на поканата и ми представува огромна чест да споделам информации со гледачите на вашиот подкаст. Ќе почнам од она по кое што најмногу те препознава македонската јавност, тоа е спортот, конкретно каратето. Минатата година ја заокруживте со еден голем успех на нашите млади каратисти. На светскиот куп за деца во Лима во Перу донесовте 6 медали, 3 златни, 2 сребрени, 1 бронзен. И сега малку откако спласнаа нели импресиите од тој настан, што за вас како карате клуб значат овие успеси и што значи секако за Македонија да се биде успешен на еден ваков меѓународен надпревар? Па точно така, значи како што кажавте, минатата година ни беше многу успешна на полето на каратето. Учествувавме на многу меѓународни надпревари од почетокот на годината па до крајот на годината. Значи, како што спомнавте, учествувавме на официјалниот светски шампионат во традиционално карате, кој што се одржа во Лима, Перу. И најуспешни беа најмладите. Значи, ги спомнавте резултатите. Најповеќе се истакна Камелија Недев, Софија Јарчевска, Филип Недев. Тие се, можам да кажам, едни многу вредни деца, кои што ветуваат во иднина доколку продолжат со вакво темпо на работа и на тренирање, дека ќе бележат резултати и во оние повозрасни категории, каде што конкуренцијата е уште поголема, уште посилна. Тие го сакаа овој спорт и оваа вештина и секојдневно се редовни на тренинзите и затоа овие резултати не се случајни. Исто така и претходно учествувавме на светски куп во Аргентина во Буенос Ајрес. Јас успеав да освојам бронзен медал во сениорска конкуренција во дисциплината кати поединечно, во исклучително тешка конкуренција. Исто така да спомнам, значи минатата година имавме исто така, бевме организатори на Европски шампионат во традиционално карате, кој што се одржа на 20 и 21 април во Скопје. Ние бевме организатори, нашата федерација. Значи се покажавме во одлично светло као организатори и исто така и резултатски бевме најуспешна екипа, односно репрезентација на овој европски шампионат со освоени преку 50 медали во сениорска, јуниорска и кадетска конкуренција и исто така и во кај децата. Значи, тука би ги спомнал исто така повозрастните наши надпреварувачи и представници. Тоа се сестрите Берти и Јана Милевски, кои што освоија златен и сребрен медал во кати поединечно, Дамјан Донев, кој што во јуниорска конкуренција освои исто така златен медал, Матеј Мангаровски исто така во кадетска конкуренција освои неколку медали. И исто така овие најмладите кои што не представува и во Перу, значи Камелија, Филип и Софија, на европскиот шампионат освоја грст на медали. Колку овие награди што ги добивате и сениорите и децата ве мотивираат да бидете уште поуспешни и дали кога одите на надпревари, да речам тие што ви се противници, ве препознаваат, знаате, овие се од Македонија, добри се, треба да се потрудиме повеќе против нив. Точно така, значи овие надпревари ние живееме за овие надпревари и секоја година се одржуваат. Нашиот календар на активности ни е препол, значи секој месец имаме некаков настан, некој надпревар или учество на некаков карате семинар. Така да ние повеќе од нашиот клуб и федерацијата оваа година прослави 35 години од формирањето на Македонската традиционална карате федерација, а карате клубот работнички прослави јубилеј 55 години од основањето на карате клубот, кој впрочем и прв официјален карате клуб регистриран во Македонија. Така да ние имаме долга историја и не само што не препознаваат, туку на секое такво големо надпреварување како што е Европско светско првенство, ние сме
секогаш сме меѓу фаворитите за освојување на најсјајните одличија и на европско и на светско првенство. Така да секогаш нашата репрезентација, македонската репрезентација во традиционално карате, се вбројува меѓу првите 3 најуспешни репрезентации во Европа и меѓу првите 5 на светско ниво. Така да тоа ние во континуитет го правиме, веќе 20 на 30 години сме меѓу најквалитетните европски и светски екипи во карате спортот. Сега тука ми излезе уште едно прашање, бидејќи важиме за една од позначајните репрезентации, да речам по-квалитетните репрезентации во карате, дали на каратето како спорт во Македонија му е дадено доволно внимание со оглед на тоа дека некако гледаме во последниве години фокусот е на други спортови, фудбал, ракомет, а можеме да се пофалиме од ова што го слушнав, можеме стварно да се пофалиме со квалитетна карате репрезентација. Во тој поглед мислам дека карате спортот нема еднаков третман кој ќе се направи споредба со екипните спортови, но сепак и во светски рамки, значи екипните спортови се доста поатрактивни и погледани, можам да кажам, од овие што се индивидуалните спортови, но ние такво ни е поднебието. Нас не и години наназад, значи сме докажале дека овој народ, значи македонскиот народ е предодреден за боречките спортови, затоа што најголемите успеси и на олимпијадите и на светските и на европските првенства сме ги постигнали толку во боречките спортови. Значи можам да споменам еден Шаван Трстена или Шама Сидил, беа се носители на медали од олимпијада, златни и сребрени медали. Исто така боксерот Аце Русевски е носител на медал од Олимписки игри. Да не говорам од европски и од светски првенства. Значи ние уште во бивша Југославија, нашиот клуб, карате клубот работнички, беше расадник на државни репрезентативци на Југославија. Значи 70% од националниот тим на поранешна Југославија во карате беше составен токму од нашиот клуб. Така да ние таа традиција ја продолживме, затоа што каратето важи за аматерски спорт, но ние го практикуваме максимално професионално и се посветуваме 24/7 на каратето, така да и затоа и резултатите се тука секоја година. Значи се трудиме секоја година, значи на сите оние надпревари меѓународни кои што учествуваме, да се враќаме со високи резултати. Колку каратето како спорт е атрактивен за младите, бидејќи има многу спортови кои што се водат како боречки вештини, колку овие спортови боречки вештини се носат бенефити за развојот на младите и на децата? Па можам да кажам генерално сите овие боречки спортови, не само каратето, значи тука влага и джудото, и ајкидото, и џиуџицата, се спортови, односно вештини кои што не само што даваат физичка придобивка, односно децата и оние кои што тренираат и возрастните се физички силни и здрави, исто така и ментално и психички јачаат преку тренирање на овие вештини, затоа што стекнуваат особини како храброст, дисциплината е многу важна во овие боречки спортови, бидејќи доколку нема дисциплина и доколку нема хиерархија, може да дојде до несакани повреди. Значи, и за време на тренинг, а да не зборам за време на надпреварите. Значи, сите оние придобивки кои што ги има од овие боречки спортови ги нема во спортските игри, каде што се практикуваат со топка. Така да боречките спортови, уште еднаш ќе кажам, дека не само што се добри за правилен развој на децата, исто така и за возрастните. Возрастните се стекнуваат со многу придобивки на овој план. Така, како долгогодишен тренер, како долгогодишен спортист, сметате ли дека денешните млади доволно се занимаваат со спорт, особено со дигитализацијата, развојот на технологијата, некако сите младиве повеќе се фокусирани натаму, дали доволно спортуваат или треба повеќе? Мислам дека не, бидејќи самото време, самиот ритам на живот придонесува да децата, ете и она IT технологија која што
денеска постои, тие се, можам да кажам, заразени од таблети, од телефони мобилни, така да единствена работа која што може да ги оттргне од тие, можам да кажам, пороци, дека е занимавањето со спорт. И мислам дека родителите тука имаат клучна улога, треба да се поупорни со своите деца и да настојуваат да им вродат здрави навики, да им внесат здрави навики и да се занимаваат со било каква спортска активност. Ја би го препорачал каратето, затоа што правени се многу истражувања на светско и на европско ниво, дека каратето се броја меѓу првите 5 спортови за правилен развој на децата, како физички, така и психички. И да преминеме на тема образование, затоа што вие сте и доцент на Универзитет Скопје, ќе зборуваме малку и за образование. Уште едно прашање поврзано со спортот, зашто се подготвувате оваа година, за кои меѓународни подвизи? Оваа година ја започнавме со зимскиот карате семинар кој што се одржа во Крушево од 10 до 15 јануари, на кој што учествува голем број на каратисти од повеќе карате клубови. Веќе во март месец не очекува меѓународен куп во традиционално карате кој што ќе се одржи на 8 и 9 март во Краков, Полска. И најзначаен настан за нас оваа година е Европскиот шампионат кој што на 30, 31 мај и 1 јуни ќе се одржи во Грција. Така да, бидејќи ние Грција блиску, наш сосед, планираме да учествуваме во поголем број и да освоиме што повеќе резултати. Исто така, после тој надпревар не очекува летниот карате камп, кој што традиционално го држиме во Грција. Тој ќе се одржи од 13 до 18 јуни. И после тоа не очекува светски карате семинар со врвни јапонски карате инструктори, кој што оваа година ќе се одржи во Уругвај. Јас, бидејќи каратето е поврзано со оние карате појаси и степени, кои што го одредуваат знаењето на еден каратист, јас планирам на овој светски карате семинар да полагам за моето следно звање. Тоа е црн појас од 7 дан. Тоа е доста високо звање и јас се надевам дека успешно ќе го положам и тој мој нареден појас, за да и се стекнам со нови знаења, за да ги пренесам на знаења, да ги пренесам на помладите генерации. Така, јас ти посакувам да ти се исполнат сите планови на спортски план во однос на каратето. Ќе се вратиме на образование. Доцент си на Универзитет Скопје. Како почна оваа ваша соработка? Па, нашата соработка, можам да кажам дека трае многу одамна. Пред се со ректорот на Универзитетот Скопје, професор доктор Аце Миленковски. Мислам дека уште пред формирање на Универзитетот Скопје, ние имавме нашата соработка започна уште многу поодамна, кога професорот Аце Миленковски го донесе својот син Љупчо Миленковски, кој што ми е сега и колега на Универзитетот, да тренира карате. Значи, тоа мислам беше негде 2004-2005 година. Значи, од тој момент до ден денес ние соработуваме секојдневно и нашата соработка се продлабочи од тој момент од кога јас станав и дел од тимот на Универзитет Скопје, односно се вработив, ме прифати ректорот Аце Миленковски. Сакам да искажам една голема благодарност за довербата која што ми ја даде, да бидам дел од оваа врвна образовна институција. И исто така, значи, ректорот на многу наврати, значи, во минатото и во континуитет, и минатата година, беше дел од покровителите на Европскиот шампионат во традиционално карате. Значи, тој не само во спортот, тој исто така помага многу и во културата, и во образованието на младите, во секој поглед.
така да е една општествено одговорна образовна институција, која што е пример за повеќе институции образовни во нашата држава. И јас се надевам дека ова наша соработка ќе трае уште многу години. Во кој сегмент од универзитетот сте ангажиран? И ме интересира како почнува еден работен ден на еден активен спортист, дали со спорт или со часови? Да. Па вака е, јас сум професор на факултетот за туризам, на предметот алтернативни форми на туризам, каде што покрај оние форми на туризам како што се ловен туризам, селски туризам, исто така има и спортски туризам, така да тоа е спојката измеѓу спортот и туризмот. Така да ми е чест што можам моето знаење да го пренесам на студентите на Универзитет Скопје и да на некој начин им го пренесам моето знаење и од пракса и од теорија, да тоа им користи понатака во животот. Така да моите активности на Универзитетот Скопје започнуваат се секојдневни, бидејќи покрај тоа што сум и професор, сум и дел и од маркетинг тимот на Универзитет Скопје и секој ден имаме најразлични состаноци на најразлични теми и денот ми е исполнет. Значи, во зависност од дневните обврски, доколку состаноците се попладне, јас сигурно имам време и да одржам и утренски тренинг и сепак после моите тренинзи заминувам на факултетот и ги обавувам сите оние обврски кои што ги имам на универзитетот. Веќе после моето работно време на универзитетот, јас исто така продолжувам со моите активности во клубот и во федерацијата, така да целиот ден ми е исполнет од сабајле до вечер со активности. Така, што го разликува Универзитет Скопје од другите високообразовни институции? Што е она во наставата која што ја прави да биде поатрактивна за студентите и да биде поразлична? Па вака, Универзитетот Скопје, можам да кажам дека води во високото образование кај нас во Македонија, пред се заради кадарот кој што го има Универзитетот Скопје, тоа се докажани професори во своите области, значи во науката, во бизнисот, во информатиката, во туризмот. Така да, покрај тоа што има квалитетен кадар, исто така условите кои што ги нуди Универзитет Скопје се на едно максимално врвно ниво. Значи, сите предавални на универзитетот се опремени со најврвна технологија за презентации, за исто така на студентите им е на располагање библиотеката, која што исто така и електронски во секој момент може да набават одредена литература која што им е потребна за подготовка на одредени предмети, така да во секој поглед е институција која што може да се мери и е рамо до едни светски универзитети како што е Оксфорд, Шефилд и други врвни универзитети во светот. Веќе тече второто полугодие од учебната година. За дел од средношколците тоа значи и последно седење во средношколските клупи и значи многу размислување каде ќе го продолжат високото образование, како професор академски, што ќе им препорачате, како правилно да го трасираат својот пат и да ја одберат идеалната професија за нив? Па, можам да кажам дека тоа им е еден од најважните и битни одлуки во животот, кои што треба да ги донесат, бидејќи од образованието, односно од високото образование, понатака им зависи и животот, како ќе им се одвива. Така да јас им препорачувам да се информираат добро,
да земат понуди од сите наши универзитети и да го изберат најдобриот универзитет за нив, а тоа е Универзитетот Скопје, значи кој што нуди многу и на полето на туризмот, бизнисот, економијата, маркетинг и менеджментот, така да може да избера било која насока, било која од Универзитетот Скопје и нема да направат грешка. Така, јас знам дека негде традиционално кон крајот на април, почеток на мај, Универзитет Скопје ги отвара и вратите за сите заинтересирани потенцијални студенти да се информираат, да поразговараат со академскиот кадар, така да верувам дека и оваа година ќе имаат можност да се информираат и да донесат правилна одлука. Дејан, ви благодарам многу што бевте дел од нашиот подкаст Универзум. Посакувам многу успеси на нашите каратисти на меѓународен план и секако многу успех во работата понатаму. Благодарам уште еднаш на вас на поканата и ви стоиме на располагање за било какви дополнителни информации. Така. А вас, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со уште едно издание на Универзум.